Почитувани гледачи, добар ден, поздрав од спортската сала на основното училиште Христијан Карпош. Се извинуваме поради ова мало досење. Моментално играат екипите на Куманово и Пелистер, последен направа за ракометарките на Куманово, на кој очекуваме сите поволен резултат и на некој начин верификација на пласманот во европските купови. Извореден гол на Тамара Ивановска, моментално Куманово води со 5:1. Како и многу пати, така и денеска на денешниот напревар со нас е нашиот стручен коментатор Антонио Ивановски, со кого и денеска ќе го работиме овој напревар. Господин Ивановски, ве полека завршува сезоната. Ракометарките на Куманово, да се надеваме, ќе ја завршат на импресивен начин со пласманот во европските купови, па веројатно и вие се задоволен од ваквиот развој на настаните, затоа што еве на некој начин ова е круна на оваа сезона. Најпрво един добар ден на катри гледачите на нашата телевизија. Сметам дека онака како што целата сезона прогнозиравме, така си се оствари. Ова е меѓу најуспешните години во историја во женскиот ракомет во Куманово. Освоено е четврто место. Мислам, кога ќе заврши овој натпревар, сметам дека е освоено четврто место во конкуренцијата на многу силни екипи во наредната сезона. Некаде крајот на август, почеток на септември би требале да настапуваме во Челендж куп. Значи ние сме прва екипа која го ракометот во Куманово и женска екипа која обезбедува учество директно во европските екипи. Сите во... Гледам дека вие се малку возбудени, изборувате со импресии и на некој начин вие имате овдека белег во оваа работа на оваа екипа. Па добро, нормално, јас сум со овие деца долго време. Многу ми е драго што на некој начин постигнувате ваков успех. Ова е една млада генерација, значи зборам за целокупен ракометен клуб Куманово, млада генерација, значи ние што велиме стари ракометарки во клуб, тоа се млади девојки на 22 години, 21 година, а ние велиме имаме неколку стари ракометарки. Значи на блиста имаме иднина во ракометот, во женскиот ракомет во Куманово. Се надевам дека работите полека ќе се средат, дека финансиите ќе пристигнат, дека екипата ќе се подготви и дека ќе имаме уште посилна екипа за наредната сезона и за европскиот Челендж куп. Да се вратиме ние на напреварот. Во меѓувреме видовме одличен гол на Мила Трајковиќ, втор на овој напревар, инаку за екипата на Куманово по 2 гола Мила Трајковиќ и Алесандра Боризовска, а по еден гол Ивановска Тамара и Викторија Пелска, додека двата гола за екипата на Пелистер ги постигна голгетерот Трпковска. Инаку напреварот се игра во салата на основното училиште Христијан Карпош. Судијска двојка на денешниот напревар е Цане Куртовиќ и Митко Ѓоргиевски од Скопје, додека делегат на овој напревар е Липчо Јаневски, исто така од Скопје. Мила Трајковиќ продолжува да го полни голот на Пелистер, незин трет гол. Изненадување господин Ивановски, Трајковиќ игра на позиција на бек. Па, како што реков минатиот пат, значи се работи за голем талент. Значи во овој момент таа за своите години безпрекорно знае да игра на сите позиции во клубот. Во овој момент е на средниот бек, бидејќи реков дека дел од првотимките има повредено, дел слават матура, се ослободени од клубот, бидејќи се е завршено, се е што се вели освоено тоа место кое беше зацртано. Младите ракометарки, пионерки добиваат шанса од тренерот. Мила, реков и оној пат дека е предводник на помладата генерација. Тука има 2-3 искусни ракометарки кои ги надополнуваат. Девојчињата од ден на ден, од надпревар се посигурни, израз до нивниот квалитет доаѓа до израз. Во овој момент гледам на клупа има уште 2 млади ракометарки кои ќе дебитираат на овој надпревар за првиот состав, веројатно ќе добијат шанса да играат, а ќе видат, значи, нашите гледачи во еден момент дури можеби цела постава ќе биде пионерска селекција на неполни 15 години која настапува
во најелитното такмичење во нашата лига, Суперлига, и постигнува изворен резултат. Уште 10 минути до крајот на првото полувреме, Куманово има убедлива предност од 7:2. Ќе потсетам дека на екипата од Куманово денеска и пораз од 4 голови разлика и обезбедува пласман во европските купови, така да нема сомнение дека овој напревар ќе биде само една формалност за екипата на Куманово. Сега нови играчи во домашниот тим, Викторија Пеовска и Јована Кипријановска влегуваат во игра. Боридовска. Пеовска биеше во дирекот и судијата Куртовиќ вели дека тоа е топка за Пелистер. Контранапад на гостинскиот тим. Со број 2 тоа е Бошевска, а сега да видиме жолт картон за Јована Кипријановска. Фаулирана беше Секуловска. Напад на Пелистер. Секуловска. Уште еден прекршок, овој пат на Викторија Пеовска. Исто морам да кажам, еве сега приметив дека на позиција на лево крило во нашиот состав, ново име од пионерската школа на ракометниот клуб Куманово, се работи за Диневска. Еден извореден талент, многу брза ракометарка, експлозивна, која се надевам дека во понатамошниот тек во кариерата брзо ќе напредува. Да, Теодора Диневска уште еден бисер на кумановскиот ракомет. Пеовска и тука треба да има седмерец и жолт картон покажува Куртовиќ. А сега автоматски 2 минути, бидејќи тоа беше незин втор прекршок. 2 минути исклучување за Секуловска, прво исклучување на денешниот напревар. Во вториот обид Викторија Пеовска успеа да се снајде, незин втор гол. Расте предноста на Куманово, сега е 8:2. Пелистер има играч помалку. Бошевска. Трпковска. Тој е најопасниот играч во екипата на Пелистер и на неодамнешниот напревар, исто така овдека во Куманово, Трпковска беше најефикасна во екипата на Пелистер. Пеовска сега може за противнапад, да видиме Моника Паневска, Теодора Диневска, извореден потек и гол. Прв гол за Теодора Диневска. Девет спрема 2, поминаа 14 минути од првото полувреме. Одлична игра во одбраната на екипата на Куманово, прими само 2 гола, додека во нападот за сега функционира се. Трпковска, изворена интервенција, да видиме, и на 2 пати одлично брани домашниот голман Ивана Дичковиќ. Аплаузи од салата на Основното училиште Кристијан Карпош, меѓутоа сега Куртовиќ вели дека имало прекршок во напад. Секуловска, Бошевска, Трпковска, упорна е, меѓутоа уште еднаш беше прочитана. Да видиме неуспешен контранапад на Куманово. Одлични 3 интервенции на голманот на домашниот тим.
Бошевска, Трпковска, Секуловска. Трпковска упорно ја форсира и нов гол. Сите три гола за Пелистер ги постигна Трпковска, намалено водство на Куманово 9:3, половина од правото полувреме. Ивановски, вие како долгогодишен ракометар веројатно знаете дека прв и главен предуслов да се има успешна сезона нормално е извршување на добри базични подготовки. Ова екипа мината сезона поради финансиски средства не можеше да направи подготовки. Меѓутоа следната сезона настап во Европа и нови обврски во домашното првенство ќе бидат потребни добри базични подготовки на овој млад тим. Нормално, додек ако сметаме дека оваа екипа може многу подобро да пружи, очекувам наредната година барем за едно место во Суперлига да се качиме, ова година четврто, наредното борба за второ место, во што апсолутно сум сигурен доколку бидеме комплетни, доколку не пратат малери со повредите, бидејќи имаме, реков пак ќе кажам, изворедна генерација и на постари девојчиња и на помали девојчиња, така да во секој момент можеме да изведеме силен состав, бидејќи се на располагање 20 на млади ракометарки, доколку се има базични подготовки, доколку се одиграат неколку квалитетни пријателски надпревари, сметам дека сезоната ќе биде долга, исцрпувачка, настап во Европа, настап најпрвим во првиот дел на Суперлига, па подоцна настап на екипа во вториот дел, каде што се поквалитетни надпревари, значи ќе треба едно темпо кој ќе мора да се издржи 10 на 9, 10 на месеци. Состав имаме, девојчиња имаме, голмани имаме, значи се е на своје место, потребни се, реков, некои средства за екипата да се одеде на базични подготовки, на некои ќе им бидат и први базични подготовки, на некои има, но во секој случај знаете како велиме дека спортистите треба да бидат подготвени пред првенството на сезона, да извршат базични подготовки, да се физички безпрекорно спремни, за да можат и некои полесни повреди подоцна во текот на првенството со леснотија да ги пребродат и пак да се вратат во состав. Реков, се надевам дека искрено овој состав на Куманово, на женскиот ракометен клуб ќе најде на разбирање и ќе добие онолку средства колку што му е потребно на еден клуб да живее, да се такмичи нормално и да го представува својот град во најубаво светло. Во меѓувреме видовме гол на уште една ракометарка Мартина Стојановска. Тоа не се беше прв гол, 11:3, 8 гола разлика за екипата на Куманово. Изворена одбрана демонстрираат домаќините за 19 минути примија само 3 гола и мислам дека ова е најдобро играна во одбраната на Куманово во оваа сезона. Во меѓувреме седмерец за екипата на Пелистер. Трпковска четврти гол, интересно. Сите 4 гола за екипата на Пелистер ги постигна Трпковска, намалено водство на Куманово на 11:4. Куманово во игра со број 22 Ана Марија Поповска. Сега Ивановски може да видиме на паркетот една комплетно пионерска екипа на нашиот тим. Па да, како што реков, значи во овој момент на теренот се 6 пионерки ќе играат, сметам дека најискусна е Поповска на левиот бек, но тука е Мила Трајковиќ, се за прв пат влезе и Сара, еве Кипријановска. Обид за удар, добре, само нека оди мала, нека напредува така. Шансата им е дадена, сега е на нив да полека да почнат да ја искористуваат. Веројатно дека до крајот на надпреварот ќе гледаме само мали измени. Овој состав ќе го одигра целиот надпревар, бидејќи сметам дека ќе бидат рамноправни со екипата на Пелистер. И во овој состав ќе бидеме рамноправен противник.
11:4, не успее Кипријановска да постигне гол, напад на Пелистер. Трпковска и со малото достигнување судијата Куртовиќ досудува прекршок. Секуловска, Трпковска, Секуловска, Бошевска. Ова веќе е пасивен напад, Трпковска и гол. Па еве сега кога размислуваме за евентуални засилувања, некако во око ми паѓа ова ракометарка Трпковска, вие исто така добро ја знаете. Мислам дека идеален играч за екипата на Куманово, доколку нешто има во план такви комбинации. Па добро, на ракометниот клуб Куманово не му се потребни многу ракометарки за сизлување. Овде се работи за ракометарка која се види дека за 1 до 2 класи им бега на ракометарките на Пелистер. Значи, носител на игра, трошач на топки, значи овој натвора веројатно 30 пати ќе има шутнато на гол. Но не без никакви да омаловажаме, да кажем дека не е квалитетна играчка, но морам да бидам искрен и да кажем дека ние имаме одлични бекови. На позиција имаме многу квалитетни бекови. Ако ви кажем дека во овој момент можеби десетина ракометарки не се во составот, кои играат, од кои 2-3 играат на таа позиција. Значи мора да знаеме дека ние на таа позиција имам на лево бек позиција, имаме еден од најквалитетните бекови во лига, капитен на екипата Викторија Пеовска. Тука е Александра Боризовска која може да игра на секое место. Значи тука ќе дојде и Бранкица, тука која исто така Ивановска. Да, Бранкица ќе дојде на позиција на десен бек, на лев бек веројатно и Кристина Пеовска ќе се поврати од повредата. Значи тука е Борчевска. Тука сега да не ги именувам некој да не ги испушти. Маја Ивановска. Маја Ивановска сите заслужуваат да игра. Значи тоа еден сениорски состав кој веќе 2 години игра во ист состав и се доста квалитетни. Се види дека Трпковска е квалитетна ракометарка, физички корпулентна, потребна да, но во овој состав на Куманово не е приоритет. Не е приоритет. Сметам дека имаме ние ракометарки на кои треба да им се даде шанса. Доколку идеме на некое појачување, ќе мора да се појачаме повеќе на десната страна, каде што имаме млади неискусни ракометарки, кои допрва треба да се докажуваат. Така да на лева бековска позиција не би рекол дека ми е толку потребно за силување. Да, во време видовме одличен гол на Мила Трајковиќ и таа продолжува да го полни голот на Пелистер, нејзин 4-ти гол, а сега одлична реакција во одбраната на Тамара Ивановска и Куманово организира мирен напад за водство од 13:7. До крајот на првото време уште 7 минути. Трајковиќ, Ивановска, Поповска. Изворена комбинација и штета што не завршува со гол. Контранапад на Пелистер. Форсира Трпковска, меѓутоа имаше претходно прекршок. 9 метри за битолскиот состав. Некако се во играта на Пелистер кружи околу тројката Секуловска, Бошевска, Трпковска. Некако тие се најекспонирани играчи. Сега чекори на Трпковска. Ова е нејзина прва грешка на преорот. Нема причина да брзе екипата на Куманово, има сигурно водство. Да, и со ракометарка помалку сме во терен, така да нема потреба од никакво брзање. Може би малку треба посигурно да се јави влеговме. Сега сме сите комплетни, треба една организација, еден организиран напад. Еве одличен пренос на топка, 7 метри. Студијата Митко Ѓоргиевски вели дека има 9 метри, а на повреда се жали
Мартина Стојановска. Тоа е судиско убедување. Сметам дека ајде мирен надпревар ово. Тоа е одбранение на простор од 6 метри внатре 2 ракометарки на 50, значи во секој случај 7 метри. Сепак нека тоа нека оди на нивно. За мене по правило бранење од 6 метри се 7 метри, свирење на 7 метри. Дури може би требаше да има едно исклучување. Но тие така одлука донеса и ќе ја поштуваме сите. Мал судиски прекин, 5 минути 39 секунди до крајот на првото полувреме. Куманово води со 12:6. Секи иде во ред со Мартина Стојановска. Ке го продолжи на преворот. Полака промена. Поповска. Трајковиќ. Ивановска. Сега Кипријановска води на позиција на крило. Ивановска, Трајковиќ, Поповска. Ивановска. Интервенција на гостинскиот голман, тоа е Митоска. Останува 12:6. Со број 13 за прв пат играва екипата на Перистере Јанкуловска. Се обиде да бие, меѓутоа одлична блокада и може Куманово да организира брз против напад. Поповска, Трајковиќ. Штета биеше над голот, во секој случај одличен обид на Мила Трајковиќ. Очигледно е желба дека нашите млади ракометарки за постигнување на гол. Морам да ги пополам, значи да се некои на нивно место не би биле толку храбри. Одлично, нека идат, нека пробуваат на шут, па дури да се промашува, нормално е. Добро е што ќе го добијат искуството на овие надпревари и што ќе не представуваат се подобро и подобро. Само така нека играат храбро, храброста им недостасува. Може би малку стрпливост во игра. А Дичковиќ продолжува со своите одлични одбрани. Ивановска и прекрасен гол. 13:6. Втор гол на Тамара Ивановска. 3 минути и 40 секунди до крајот на првото полувреме. Убедливо предност за екипата на Куманово. Трпковска, Бошевска, Трпковска, одлично во одбраната сега реагираше Ана Марија Поповска, Јанкуловска и нова интервенција на Дичковиќ. Трајковиќ, тоа се чекори. Ивановски мора да го пофалиме и голманот Дичковиќ кој, иако на преворот не е важен, меѓутоа покажува квалитет. Да. Јас одамна реков дека Ивана Дичковиќ ќе биде столб на екипата на Куманово. Еве самата покажува со своите безпрекорни одбрани. Моментално е на клупа, влезе голманот од пионерската селекција која е прва одбрана изворедно на голот. Да, во секој случај имаме квалитетни голмани кои се исто така иднина на екипата. Да видиме сега брз против напад. Мила Трајковиќ, нов гол. Пети погодок. Реков, пред малку реков, значи храброста, желбата за удар кон гол не им недостасува. Може би малку стрпливост и искуството кое со текот на надпревари ќе дојде. Значи реков, сигурен сум дека нема да повреди, значи една од најталентирани генерации во Куманово, значи се работи за млади девојчиња од 13-14 години до 15, па подоцна има исто така над 17, 16, 18 години, па да не кажам за оние постари, значи три генерации изворедни во ракометот, кои сигурен сум дека ќе знаеме да ги искористиме на најправилен начин и да бидат изворено. Изворена асистенција
Меѓутоа Куртовиќ вели дека премисла. Так, нека е пее, нека свири, нека Мислам дека ова беше дискутабилна одлука, меѓутоа одлична акција, како што рече Ивановски, потек на вистинско место. Кипријановска и тука има седмерец. 1 минута и 20 секунди до крајот на првото полувреме, 14:6 води Куманово и нов седмерец за домашниот тим. Гол за Ивановска, трети. Удар од 7 метри на Тамара Ивановска, кој многу тешко се брани и кога се гледа дека е млак удар, но биење покрај второто на втората статија е браво и за Сара, значи удар покрај втората ознака на голот е најтешко, каде што можат голманите да бранат, толку прецизно се ја бие, таму е многу тешко да се одбрани топка. Значи квалитетно удар од 7 метри. У овој момент и малата Сарас Цветановска, кој е, морам да кажам, 8 оделение, основно училиште, кој е извореден млад пивот, сигурно ќе биде, доколку рекол оди секако што треба, и таа го постигнува првиот гол. И денеска шанса, и Сара од пионерскиот состав, и тие постигнуваат голови. Мила има постигнато неколку гола, Тамара постигнат. Кипријановска игра изворедно во овој момент во одбраната на број 3. Значи, се во се, треба да бидеме сите задоволни, дури презадоволни. Во овој момент крај на првото полувреме, 16:6, се извинувам, значи конечниот резултат е 16:6 на првото полувреме. Убедлива предност за ракометарките на Куманово. 5 гола најефикасна Мила Трајковиќ, додека во екипата на Пелистер најефикасна Трпковска со 5 голови. Почитувани гледачи, пауза 10 минути, па се слушаме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, започна второто полувреме од последниот напревар на ракометарките на Куманово за оваа сезона против екипата на Пелистер. По првиот дел Куманово има убедлива пренос од 16:6, 10 голови разлика. По првото полувреме најефикасна во екипата на Куманово Мила Трајковиќ со 5 голови. 3 гола постигна Тамара Ивановска, по 2 Викторија Пеовска и Алесандра Боридовска, додека во екипата на Пелистер најефикасна е Трпковска со 5 голови. Покрај мене во второто полувреме е и претседателот на клубот Бобан Пеовски, човекот алфа и омега задолжен за успесите на екипата на Куманово. Господине Пеовски, веројатно вие сте и презадоволен затоа што екипата на Куманово ја завршува сезоната на најубав можен начин, пласман во Европа, па да ги слушаме вашите први импресии. Секако дека сум презадоволен. Мислам, позади нас е една година со многу турбуленции, а воедно и резултатите си дојдоа сами по себе. Мислам, си ги исполнивме зацртаните цели пред почетокот на првенството. Главната цел е остварена, значи излез во Европа.
Може да ни кажете како вие генерално ја видите целата оваа сезона, рековте многу турбуленции, меѓутоа издржавте се и постигнавте она што беше очекувано од вас, успех пласом Европа. Па на почетокот на сезоната се сретнавме со неколку проблеми во однос на повредени играчи. Значи ненадејно Кристина Пеовска беше се разболе од мононуклеоза и го пропушти првиот дел на првенството. Пред почетокот на првенството исто така Маја Ивановска изгубивме бизарно во една сообраќајна незгода. Маја почна се опорави, одигра два надпревара во вториот дел, но сепак повредата и се заврати, така да и повторно не ни беше достапно. Во понатамошниот дел и многу битниот единствениот десен бек што го имавме, Бранкица Марковиќ, и таа се разболе од мононуклеоза. Така да во вториот дел неа не можевме да ја имаме. И право е чудо што направивме вакви резултати. Ако знаеме и дека Моника Паневска е еден многу битен играч од постарите, цела сезона се мачи со повреда, никако да ја достигне пожелуваната форма, така бевме принудени да играме со помлади играчи. И сега се поставува на најлогично прашање, она што доправа ќе следува за краток период. Играње во Европа е голем предизвик и обврска за клубот, меѓутоа ние посекуваме и се надеваме да добиете соодветна помош, која ќе значи вистинско представување на клубот и на градот Кумана во Европа. Што планирате на тој план да направите? Видите овака, ние минатата сезона игравме втора лига, бевме победници на таа лига, влеговме во прва лига, се пласиравме во првиот дел во плейоф, кој воедно е разигрување за тоа првите 4 места водат во Европа. Го освоивме четвртото место и со право сакаме да се надпреваруваме наредната сезона во така наречениот Челендж куп. Значи, самиот тој куп така е направен да првото и второто коло може да ни се паднат екипи од окружувањето. Грчка, Бугарска, Турска, Србија, Црна Гора, Босна. Мислам, може да ни се падне екипа со која може да се надпреваруваме. Меѓутоа за тоа ќе бидат многу потребни многу повеќе финансии, што за клубот представуваше огромен проблем во оваа сезона. Видите, ова сезона ја истуркавме на мускули, што се вика. Ја истуркавме, значи имавме во почетокот на сезоната планирани средства, од која страна кои средства ќе ни дојдат. За жал најголемиот дел што требаше да ни стигне од страна на општината, значи од страна на Сојузот на спортовите, не ни беше исплатен. Значи тие средства, поради тие средства што не дојдоа на време и не верувам некад и ќе дојдат, ние се соочивме на крајот на сезоната 3-4 играчи од првиот состав да не сакат веќе да играт, бидејќи не примаат никакви примања. Значи, доколку ние не обезбедиме средства наредната сезона, сите играчи што се во прва екипа да зимат барем хранарина, што се тоа минимални средства, да не ви кажам која смешна сума е, бидејќи наредната година мора да тренираме 2 пати дневно. Мора да имате припреми. Мора да имаме припреми. Оваа година немавме припреми, затоа ни се одрази на сталното повредување на играчите, на физичката спрема на играчите. И цело време бевме следени со некои
повреди, мислам дека ни една утакмица ние ова сезона не одигравме комплетни. Ни една. Господине Пеовски, јас се надам дека сите овие ваши апели ќе стигнат до Сојузот на спортовите и локалната самоуправа да ви помогнат следната сезона, па да не израдувате со нови успеси во европските купови, а ние тука како телевизија и понатаму сме да помагаме, да ги следиме вашите напревари и да веруваме дека ќе имаме нови успеси. Знаете дека во минатите години беше едно правило, на главните средства што се приливат во Сојуз на спортови од страна на Советот на град Куманово да се делат во сооднос 3-2-1, значи 3 дела да зима кошаркашката екипа на Куманово, 2 дела да зима ракометната машка екипа и еден дел да зима женската ракометна екипа. За жал, сведоци сме лани минатата сезона, уствари минатата година 2015, каде што полусезона ни е од оваа сезона, ние примивме цела сезона само 5.000 евра, 300.000 денари од страна на Советот на град Куманово, додека кошаркашкиот клуб прими 200.000 евра. Значи, ние ќе се бориме да си го добиеме нашите средства што ни се ветени и нема да отстапуваме од тоа. Значи, имаме фантастичен успех, да не знам по кој пат ќе споменам, сите деца се Кумановчиња, еве сега бевте сведоци во првиот дел, главен товар на надпреварот го носе играчите од пионерската секција, значи родени 2000 и 2001, дури имаш и од 2002 година деца пуштени во игра, сите се запишаа во листата на стрелците. Така да очекувам, мислам, докажуваме дека нашите тренери Александр Јовановиќ и Димитар Антевски работат изваредно. Не знам дали треба да подсетам дека нашите деца од нашиот клуб се прваци на основни училишта на Република Македонија и вице прваци во пионерска категорија на лигата организирана од Ракометна федерација на Република Македонија. Со еден збор, иднината на женскиот ракомет во Куманово не е во прашање, ние ви посакуваме многу успех и да се надеваме дека ќе продолжите со успешни резултати следната сезона. Благодарам. А ние го следиме на преорот 21:8, води екипата на Куманово. До крајот на преворот уште 20 минути. Ова ќе биде на крајот убедлива победа за екипата на Куманово. Удар на Трапковска, меѓутоа не успеа да постигне гол. Контранапад Боризовска, Пеовска. Извореден гол на Ангела Борчевска, тој е нејзин веќе трети погодок, расте предноста 22:8. Сикуловска, Трпковска и гол на Трпковска, нејзин седми погодок, 22:9. Повторно покрај нас е нашиот верен соработник и коментатор Антонио Ивановски. Господин Ивановски, во меѓувреме ние разговаравме со првиот човек на клубот, господинот Бобан Пеовски, кој ги кажа своите ставови за оваа екипа, рече дека и покрај многуте турбуленции Куманово успеа да безбеди пласман и покрај турбуленции во играчки смисол, па и во финансиски, сепак целта е остварена, Куманово ќе игра во Европа. Меѓутоа уште еднаш и тој
упати апел до градските власти да најдат сили да помогнат, затоа што доколку не се безбедат средства, прашање како ова екипа ќе биде подготвена. Значи истиот став што го кажува, тој го имајте и вие, парите се главен предуслов оваа екипа да биде во уште подобро издание. Па така е. Јас и пред малку реков, значи сега немој некој да свати дека се работи за огромна сума на пари, да кажеме да клубот бара некои големи суми, да. суми за работа, значи ракометниот клуб Куманово жени конкретно ќе кажам само за споредба. Значи сметам дека на ракометниот клуб Куманово без омаловажување на ниеден спорт во град. Значи сите ние од спорт што сме, сите го сакаме спортот. Го сакаме и фудбалот, и одбојката, и кошарката. Значи, ово е единствен женски клуб во град Куманово кој може да излезе во Европа и да не представува како град на најдобар можен начин. Значи, средства потребни на овој клуб се за 10 до 15 пати помали од средствата кои кружат гласини за кошаркашкиот клуб на Куманово. Значи, да не се разбере погрешно. Никој не вели дека не требаат пари во спортот, дека таму се многу вложува, овде не. Овде се потребни средства за една екипа да работи како што треба, нормално, да тренира нормално, да направи базични припреми, да се подготват девојките, значи не сакам да кажам, дури во овој момент, значи сега имав прилика, дури на полувремето да разговарам, значи и со две постари рокометарки кои една од нив и двете се репрезентативки на Македонија, кои поради повреда не настапуваат, Маја Ивановска и нашата кумановка Наташа. Се извинувам презимето, во овој момент не ми доаѓа во памет, ќе кажам понатаму. Значи, еден извореден пилот и во одбрана и во напад. Маја исто така изворедна, значи Викторија доколку дојде у ситуација да се подготви физички да најде. Значи тоа се веќе 3 сениорски репрезентативки на Македонија. Значи, за да образложам и да кажам, сигурни 3 сениорски. Значи, тука во тој состав на тие сениорски репрезентативки равноправна со нифе и Александра Боризовска и Моника Паневска. Значи, изворедна екипа би имала. Подоцна следува и младинскиот дел, каде што сигурно би требало да имаме 3 до 4 репрезентативки, по моја лична процена, кои веројатно нема да ги Тоа е вашиот став, да? Да, веројатно нема да ги имаме, бидејќи се знае што се работи по Савезот, поголемите клубови од нас, ги зимаат децата од страна, ги доведуваат, ги ставаат на стипендија и така ги одржуваат. За пионерска конкуренција, значи не сакам да зборуваме, самите гледате, сами сте се свесни дека учествуваат, играат на овој момент во сениорска екипа, значи рамноправно со Перистер, значи со една млада ракометарка исто која има своји 18 години и растапуваат без никаков страв, без никаков секој напад постигнуваат голови, разликата ја зголемуваат, значи дури и со пионерски состав, ние овој последен состав на Перистер ќе го добиеме најверојатно со 15 до 20 разлика, не е ни битно колку. Значи, самата јачина на клубот, целосен женски ракометен клуб Куманово, се гледа овде. Значи, во овој момент ние што на клупа, што на трибини, имаме 2 целокупни состави кои од овие наши дечиња се во овој момент поквалитетни и кои ќе пружат уште многу поголем успех. Затоа реков дека не станува збор, значи доколку оди секако што треба. Ние наредната година за едно место до 2 ќе рипнеме на табела. Значи можеме и не можеме со Вардар професионална екипа која има за нас баснословен буџет од 100 пати поголем или 200, али мислам дека со втората екипа на ЗРТ-Вар, која ги потполнува нивната прва екипа, и со Металург, дека сосема рамноправно ќе излеземе на крај наредната сезона и ќе се бориме за
уште поголеми успеси, може би финале на куп, може би второто место во држава куп ИХР. Значи пак повторно ќе повторам, се работи за средства, за сума кои што коштаат десетина пати, па може би 15 пати помалку него што кошта во овој момент кошарката во нашиот град. Секоја чест на кошарка и кошаркарите, им пожелувам успех во финалето и да станеме државни прваци, но морам да кажам ово е колектив, значи женски колектив кој настапува и кој не застапува во државните рамки и уште многу години ќе не настапува доколку вака се продолжи, но сметам дека финансиите морат да се подобрат и И да бидат обезбедени. Да, и да бидат обезбедени. Да се вратиме ние малку на преворот, во меѓувреме на сцена повторно младите ракометарки на Куманово, 2 гола за Јована Кипријановска, 1 постигна Мила Трајковиќ. Моменталниот резултат е 26-15. До крајот на преворот уште 12 минути. Изворена игра на Куманово на денешниот напревар. Значи шанса добиваат, како што рече Ивановски, пионерките кои се прекажуваат во вистинско издание и на задоволство на малобројната публика овдека во салата на основното училиште Христијан Карпош демонстрираат изворена игра и имаат убедливо водство и на најдобар можен начин ја завршуваат оваа сезона, која, како што рече првиот човек на клубот, Бобан Пеовски, помина со многу турбуленции, меѓутоа на крајот ова млада екипа покажа трпение, волја и секако успехот беше валоризиран со пласманот во европските купови. Во меѓувреме гол на Трајковска, прв на денешниот напревар, 26-16 води Куманово. Мила Трајковиќ, да видиме, удар на Ивановска и тука ќе има седмерец. Студиска двојка на денешниот напревар е Цане Куртовиќ и Митко Ѓоргиевски од Скопје, додека делегат на овој напревар е Љупчо Јаневски, исто така од Скопје. Удар од 7 метри за Јована Кипријановска. Прецизно. Трет гол за 14 годишната Јована Кипријановска. Беше членка на онаа генерација на основното училиште браќа Миловиновци, која стана државен првак 10,5 минути до крајот на надпреворот, 27-16. Трпковска, ова е веќе, верувале или не, 12 гол. 27-17. На позиција на централен бек сега е Тамара Ивановска, бековската тројка. Млада на Куманова, сега изворен потек и гол на Сара Цветановска, добива аплаузи од публиката. Па морам да кажам, значи Сара како да е Рутинер. рутинер, некој искусен ракометар со многу надпревари во своји нозе и во раци, иако овој е прв надпревар на Сара, морам да кажам и кажа, значи изворен талент, значи се работи за сите талентирани девојчиња, како ќе одат понатаму, да сите се надеваме на што поквалитетно, се види, значи ништо напразно не зборуваме, ништо напразно не обеќаме и не кажуваме некои работи како што не треба да ги кажеме, значи тоа е тоа. Одлично одиме, одлично напредуваме, значи децата се за пофалба, желни за играње, борбени, мотивирани. Се надеваме на многу во понатамошните нивни кариери на многу успеси. 13 гол на Трпковска, 9 минути до крајот, 28-18. Трајковиќ, Кипријановска.
Имаше тука прекршок, 9 метри, на повреда се жали Јована Кипријановска, меѓутоа секи биде во ред. Ќе го продолжи на преворот. Трајковиќ. Гол. Најефикасна во екипата на Куманово, Мила Трајковиќ, незин 8ми погодок. 29-18, исклучително ефикасна игра на Куманово во нападот. Во екипата на Пелистер за прв пат на денешниот напревар. Апостоловска влегува во игра. Трпковска, Секуловска, Бошевска. И сега високо над голот бие Секуловска. Топка за Куманово, борбеност на Мила Трајковиќ. Кипријановска, Трајковиќ. Извореден потек, рутинирано. И ова беше уште една рутинска акција и извореден гол. Рутинска акција, морам да кажам, тежок удар изведе малата Теодора, што велиме ние као нешто полусублис, значи тежок удар за поготово во нивна конкуренција, значи извореден удар од скоро мртва позиција. Значи реков, децата фасцинираат индивидуално со своите потези, колективно не им недостасува, можеби искуството, да, стрпливоста во нападот, да, но храброста и желбата за игра сигурно не. Ова е прв гол на Милосављевиќ на денешниот напревар, 30-19. Господин Ивановски, уште 6 минути има до крајот на напреварот. Многу зборувавме во текот на оваа сезона, меѓутоа еве се ближи крајот на овој напревар, се ближи крајот на оваа сезона. Што може еве да им посакаме на овие изворени ракометни бисери за следната сезона? Јас мислам дека да им посакаме пред се добро здравје и да успеат во своите намери. Рековте, многу убаво рековте. Значи пред се на сите ракометарки и на целокупното раководство на ЖРП Куманово им посакувам убаво да се одморат, пријатни одмори, прекрасно здравје на сите, помин во на годишните одмори, кога ќе се соберат да имаат добра желба, да ги дочека раководството на клубот со план и програма која да ја исполнат во понатамошниот тек за наредната такмичарска сезона, да се обезбедат летните подготовки, да се обезбедат реквизити, термини за тренирање, надпревари, значи буквално кога ќе дојдат од првиот ден кога ќе прават лекарски преглед, да знаат се што ќе ги очекува во наредната такмичарска сезона. Инаку не сум сигурен, но мислам дека наредната такмичарска сезона ракометарките на Куманово, сениорски, младински и веројатно кадетски состав или кадетски и пионерски, не знам се уште како ќе одлучи раководството. Значи со 3 екипи ќе се настапува, што е огромна одговорност за сите во клубот, што е одговорност и за тренерите, и за луѓето во клубот, и се надеваме на уште поголеми успеси. Ви благодарам. 5 минути до крајот на преворот, 30-19, па еве да ги споменеме сите ракометарки кои го донесе овој историски успех на екипата на Куманово. Значи сите честитки за Ангела Борчевска, Теодора Диневска, Моника Паневска, Тамара Ивановска, Викторија Пеовска, Александра Боридовска, Ивана Дичковиќ, Јована Кипријановска, Мартина Стојановска, Бети Петковска, Андријана Стојчевска, Сара Цветановска, Ана Марија Поповска, Мила Трајковиќ, па тука и гоморот Бисера Паскал,
па исто така и Маја Ивановска, Кристина Пеовска и сите други ракометарки кои дадоа огромен придонес за овој историски успех и воедно честитки за стручниот штаб, за начело со Зоран Јосимовски, честитки за управата на клубот, начело со председателот Бобан Пеовски. Ете, на некој начин оваа сезона му донесува голем успех на градот, пласман во Европа, а да се надеваме дека во следниот циклус ќе постигнат, како што рече Ивановски, уште поголеми успеси, можеби следната година да се борат и за второто место на табелата, можеби уште поголем успех во европските купови. Секако К3 телевизија наредната сезона ќе ги следи настапите на ракометарките на Куманово и веруваме дека оваа млада и изворена генерација понатаму ќе ги радува љубителите на спортот со нови уште поголеми успеси. Три минути и 30 секунди до крајот на преворот, 30:20. Трпковска. На позиција на кружен нападјач во екипата на Пелистер, тоа е Илиевска, Трпковска. Пиеше Јанкуловска, Трајковиќ, брз против напад. И тука ќе има седмерец, одлично се избори за позиција. Теодора Динеска. Ударот е 7 метри за Тамара Ивановска. Прецизно Тамара Ивановска, четврти гол. Еве да фрлиме еден мал поглед на стрелците, кога веќе крајот на напреварот. Најефикасна во екипата на Куменово на денешниот напревар изворената Мила Трајковиќ со 8 голови, по 4 гола Тамара Ивановска и Викторија Пеовска, 3 гола Јована Кипријановска, Ангела Борчевска, 2 гола Теодора Динеска, Моника Паневска и Сара Цветановска и така натаму, со еден збор на крајот на сезоната изворедно издание на ракометарките на Куманово, кои на најдобар начин ја завршуваат оваа сезона со оваа убедлива победа. Одлична борбеност демонстрира Сара Цветановска, нејзин трет гол. Играат максимално борбено, значи како да е на преворот 1 или 2 разлика, меѓутоа Куманово сега има водство од 32-20. Точно една минута до крајот на преворот. Полеко ги завршуваме настапите на ракометарките на Куманово за оваа сезона, меѓутоа како што реков, К3 телевизија во наредната сезона ќе ги следи напреварите на оваа изворена екипа и повторно вие, почитувани гледачи, ќе може да ги следите настапите на оваа наша екипа. Да видиме дали ќе има уште еден гол, 20 секунди до крајот. Јована Кипријановска немаше прекршок. Топка за Пелистер. И тоа е крај на преворот, 32-20. Уште еднаш големи честитки за ракометарките на Куманово, кои со победата обезбедија пласман во европските купови. Почитувани гледачи, тука некаде и крајот на овој направи. Посакувам пријатна вечер со програмата на К3 телевизија.